Короната ќе остане долго. Во Штип и Кочани ќе се градат монтажни болници, наменети исклучиво за хоспитализирање на така наречени корона пациенти. Во Штип нова времена болница ќе никне веднаш над детското оделение. Ова е местото каде што ќе се гради новиот ковид центар за очекуваниот есенски бран. Освен во Штип, ваков центар ќе се гради и во Кочани. Екипите беа тука и од Штип проект и од Дисар, така да тој простор кој што таму го гледа со минимални корекции, значи ќе треба да се зарамни таа површина горе над детските болести, ќе треба да се постави подлога, тоа се монтажни бараки кои што веќе ги има во кругот на инфективна клиника во Скопје. Ние бевме претходната недела, направивме увид таму, тие се поставени на подлога, тоа се модули кои што се надоградуваат, зависно од местото кое што го имате, се надоградуваат бараките и бројот на кревети се зголемува. Ние овде би можеле да надоградиме неколку тие бараки и модули, би дошле до бројката околу 50. Со стручните служби станува да ги доутврдат уште приклучоците за струја, приклучокот за вода и секако одводот на отпадните води, и по дефинирањето на тие позиции секако ќе ни биде потребна и одлука од страна на Советот на општина Кочани, а потоа Министерството за здравство да ја постави монтажната болница со капацитет кој тие ќе проценат. Во моментот мислам дека се работи со капацитет околу 30 на пациенти. Потребата од изградба на вакви ковид центри ја наметна континуирано високата бројка на заразени и хоспитализирани пациенти со COVID-19. Во моментов, инфективното одделение во Штип е со само неколку слободни кревети. Ние сме буквално на дневна основа се минуваат настаните, гледате како растат и бројките на пациентите и се. На дневна основа ние испишуваме дел од пациентите кои што се негативизирали, дел од пациентите кои што веќе немаат симптоми со оздравени кои што немаат симптоми, ние ги спишуваме, доаѓа друга група. Знаете, ние сме центар за борба со корона, можем да кажем дека буквално нема град од Источна Македонија кај што немаме пациенти таму. Кој што реков, имаме 54. Доколку се случи да дојде нагло голема бројка да ги пополни нашите капацитети, ние во договор со министерот тоа го расчистивме дека ќе се оди од секој случај кој што има потреба за болнички третман ќе биде преупатуван во друга здравствена установа. Дали тоа ќе биде инфективна клиника, дали 8 септември, дали Козле, дали болницата во Кочани. 51 годишен штипјанец е 11-та жртва од коронавирусот во Штип. Во градската болница во 8 септември во Скопје пред некој ден бил примен со други здравствени проблеми, а тестот покажал дека е позитивен на вирусот. Информираат за телевизија Стар надлежните од Штипскиот центар за јавно здравје. Штип и понатаму е општина број 1 кога во прашање се лица инфицирани со COVID-19. Последната бројка од викендот од 73 ново заразени. Само уште еднаш ја потенцираше сериозноста на состојбата. Само денес се регистрирани нови 22 инфицирани со COVID, од кои 15 се вработени во една штипска конфекција, каде бројот на заразени пациенти се искачи на 45. Зголемениот број на ново заболени од COVID-19 е варијација која се должи на мал кластер во една од конфекциите во Штип, објаснува министерот за здравство Венко Филипче. Една од неколкуте конфекции во кои имаше поголем број на заразени е веќе затворена. Таму каде што се најдени спорадични случаи во координација со градоначалникот, ќе зборуваме со собствениците за да видиме дали според епидемиолошките анкети има потреба и тие да се затворат за да се намали ризикот од пренос на вирусот. Истакна министерот Филипче. Од општинскиот кризен штаб информираат дека инспекцијски служби постојано се на терен и ја контролираат состојбата и почитувањето на мерките. Казни се пишуваат секаде онаму каде се регистрираат прекрашувања. Од друга страна, клучно во намалување на ширењето на заразата е почитувањето на мерките: маска, дистанци и дезинфекција. Состојбата на терен, но и полицијата за жал сведочат на бројни прекрашувања на превентивата. Во текот на изминатиот викенд, според статистиката на МВР за периодот од 17 до 20 јули, на ниво на СВР Штип по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 60 прекршоци. Се зголемува и бројот на заразени во домот за стари лица во Радовиш. Вирусот е потврден кај 7 штитеници и 3 вработени, информираат од Центарот за јавно здравје Штип. Штитениците се хоспитализирани, а ние доставивме предлог до Комисијата за заразни болести, домот во Радовиш да биде ставен под карантин. Според нашите анализи, заразата најверојатно е донесена од надвор. Дел од заразените се згрижени на инфективното одделение во Штип.